Горан, кога се слушнаме пред 3-4 дена и кога ме праша каде снимаме и што снимаме, само ти кажав дека одиме во правец на Делчево. А еве се ќе ти кажам попрецизно дека одиме во селото Нов Истевник, во близина на Делчево. Треба да снимаме фарма за магариња. Ќе ти кажам два интересни податоци за магарешкото млеко. Прво, дека го користела македонската кралица, фараонка на Египет, од династијата Птолемеи, кои што владееле околу 300 години со Египет, и за неа велат дека за да ја задржи убавината на кожата, се капела во магарешко млеко. Тоа е еден интересен податок. И вториот, сега е актуелен тенисерот Новак Ѓоковиќ, за кого велат дека исто така редовно конзумира магарешко млеко, што му помага не само да го подобри имунитетот, туку и за да има подобра кондиција што му е неопходна во текот на надпреварата. За другите работи ќе дознаеме во фармата. Предпоставувам дека собственикот на фармата има многу што да ни каже. По 2 часа возење од Скопје стигнавме во Делчево и потоа се издвоивме на патот кон Берово. За 15 на минути дојдовме во Нов Истевник, сметајќи дека сме стигнале на нашето крајно одредиште, фармата за магариња на Киро Гоцевски. Но не било така. Селото имало 3 маала. Ова било долното маало, а фармата на Киро била во средното маало. Тако и километар и пол имате. Зоде. Ми пат до тал. Так. Да. Ви благодариме многу. Ви благодарим. Здрави, живи. Здрави живи. По неколку минути стигнавме до информативна табла дека тука блиску е фармата. И пак подзастанавме да си прашаме. За сигурно. Одиме кај овој Кире со магарињата за фармата. Патоказот ни покажуваше да скршнеме лево по земјениот пат нагоре и за кратко ете на нас во фармата. Почитувани, добар ви ден и добре дојдовте во најновата епизода од емисијата Класи. Понекаде околу 2,5 часа возење од Скопје, дојдовме во Нов Истевник. Тука ќе ве запознаеме со Киро Гоцевски, кој што е повратник од Швајцарија, решил пред 7 години да се врати тука на дедовината и татковината и да почне свој нов бизнис. Станува збор за одгледување на магариња, а неговата фарма се вика Биолек. Значи, ве запознаваме со Киро Гоцевски. Киро, здраво живо. Добре дојдовме. Добро дојдовме. Како сте? Супер. Да, како оди работа? Добро, се е под контрола. Се е под контрола? Ајде да видиме што е се под контрола. Денот прекрасен, сончев. Тивко ветре го разлеваше чистиот воздух низ падините. Тука се е питомо. И кучињата, и магаренцата, и природата. Денешниот магацин каде што ја чуваат добиточната храна, некогаш бил училиште со 100 деца, од сите 3 маала од селото. И Киро учел тука. Со носталгија се присети на тие времења. Но подоцна животот го однел на печалба во Швајцарија. Годините минувале, а со дел од парите што ги печалел купувал земја тука, околу селото. И дошол денот кога одлучил да си се врати дома, на дедовината.
Кире веќе од прилика 7 години, како што се и вратен од Швајцарија, тука во близина на Делчево, на 10 на 13 километри, во нов истевник решаваш да се занимаваш со одгледување на магари. Така. Меѓутоа, кој беше моментот кога ја донесе одлуката од Швајцарија да се вратиш назад? Моментот беше последно време, таму работата ми беше, местех врати на узградите на влезни врати, едно 2-3 месеца и едно сабаале ода на работа у 5 по саату и овај газата, јас сум најмлад работник бе таму тие работниците. Вика Киро, вика, намали се, вика, работата, вика, мора да отпуштиме некој од работниците, вика, ти си најмлад, вика, теб ќе те пуштам. Викам, нема проблем, че нема работа, дај документот да се потпишам и да си оди. Ама вика, може да седиш, викаш од 2-3 месеца, вика, не е проблем, вика, може ќе одима работа. Викам, дај документот да се потпишам и да ме нема од тука и си одех. Врнаме со колата до дома и толку завршена работа. И си ростува чисто, имах земја накупено веќе едно 30 хектара. Прво имах намера да сада аронија или гоџибери нешто такво. Така. Ама по патока си одех од таму на тука и дојдеа ми некоја идеја за магарињата. Успат најдех и 4 магарици у Цера. Јавих се на едно другарче, викам, иди таму земји ги овие магариња. И вака, со тие 4 почнах и после за еден месец направих едно 55-6 магариња. Собираа ги од Виница до Берово, се стари, млади, ќорави, сакати, се ги собирах, се ги купи ги тогај. И многу од тие магариња мисла и Угина веќе? па избреа некои, не можеа да се навикнат на таковото, ама сега тие што ми се магариња, се ми се подмодок, се са имам 3-4 такива постари магариња, ама са у функција, може да се пулат, има добро млеко, најдобри се. Така. И тоа е тоа. И сега колку имаш магарици овде? Па магарици може да има женски околу 32-3 со сите комплетно со малите, и машки има 7-8-9 се вака нешто. Сега ми спомна овде дека имаш огромна површина. Да. Овде до некаде ти е шталско одгледување, меѓутоа претпоставам и дека и ги пушташ на паша. Да, лето време. Слободно може да се шетат. Ти е ограден просторов или? Еве тука нагоре имам едно 50 декара нагоре, гледам јас жиците се гледа нагоре. Еден терен. Така. На таму имам 3 терени по 50 декара со електрична, со жица и апарат електричен и не мрдават од оградата. Која ќе дојдат до тука? Само еднаш да го палне жицата и толку веќе нема. Тај. После и на конецо не пала, а не на жицата. Така. Добро, веќе се навикнуваат. Па паметни се, ја гледам. Апсолутно. Ќе та вала пример, ти иде у жицата, ама ти го палне еднаш, оти маленко не е палено и после нема да видиш толку. Покрај што се паметни и питоми животни се. Добри се, но уника се гледа сака кај е мало и ние го галиме, припитомиме го и после си проваѓа само кај тебе. Кире, еве, спомнаме преку 30 магарици кои што ги молзите Па не ги секојдневно. молзиме сите 30 магарици, молзиме но 7-8 магарици и ностоп имаме по 7-8 за молзење. Затоа треба да имаме повише, например, со 4 магариња не може да продаваш млеко. Така. Секој момент имаме по 7-8 за молзење. Дневно по колку може да молзите? Тие 7-8 по 5-6 литра молзење. Сега што правите со млеко? Па млекото што можеме да го продаваме го свежо од Скопје до Берово. Што ни остане непродадено, замрзнаме го у длабокот, у фрижерите за длабок. Добро, важи за едно од најквалитетните млека и затоа има и повисока цена. Цена сега колку е? Па цената е 3000 денари. Цената е од 2019 3000 денари и не е накачено, ни намалена. Така. Добро, луѓето пројавуваат поголем интерес. Па добро, прво на почеток луѓето не го познаваше млекото, не ги познаваше особините на млекото, ама сега више се запознава особините на млекото, дека е лековито млекото и за него има напишано цела историја на Facebook, да отвори за млекото магарешко има цела историјата. Значи направено е после Дедо Боже млекото магарешко. Толку има лековите особини. Значи нема зашто не го употребуваат. Кога сме кај магарешкото млеко, еве неколку факти. Магарешкото млеко по својот состав е многу слично на мајчиното. Се конзумира свежо, термички необработено. Дневно може да се пие до 1 децилитар во повеќе наврати. Содржи 60 до 70 пати повеќе витамин С од кравиото млеко.
Богато е со витамини А, С, Д и Е. Има најмал процент на масти. Од минерали содржи калциум, калиум, фосфор, цинк и магнезиум. Богато е со омега-3 и омега-6 масни киселини, како и со протеини. Поради високото ниво на ензими се смета за природен антибиотик. Го подобрува варењето на храната во организмот. Млекото помага во лечење на астма, бронхит, сува кашлица, воспаление на цревата, алергии и во голема мера го зајакнува имунитетот. Може да го користат деца во најмала возраст и возрастни лица. Децата може да пијат до 0,50 мл дневно, а возрастните 1 децилитар. Свежото млеко се чува на ладно во фрижидер до 10 дена, а вишокот се замрзнува во ладилник. Иако е поскапо, добро е млекото да се конзумира како превентива. Ова млеко е популарно и во козметиката за нега на кожата. Се користело уште во античко време, а за тоа најпозната е македонската кралица Клеопатра. Клеопатра си е за тегање на кожата, да биде масна, Така е. да се ностоп млада. Меѓутоа, за здравствени придобивки има многу. Како не? Например, Па, например, за астма, за бронхитис, кашлица, тие белодробни заболувања што са, например, операции, тие што се оперисани од канцером, од удари што са добивали, сите го користат млекото. Алергија, имунитет, млекото е, значи, феноменално. добро Кире, откако ќе има женката мало прленце, Да. колку време прелевот цица? Па ние го чуваме 2-3 месеца, го чуваме да малку првето да првето да се издигне и после почнеме да ги мозиме. Значи некаде Ама, отприлика например, 9 месеци имате. Па 9-10 месеци, после 3 месеца, например, по 5-6 месеци мозиме од магарици. Ама јас сум чул, например, те по Хрватска, по Србија, после 10-15 дена одма го почнат да го мозат, токи има потреба од млекото. Така. Што му дава, не знам што му дава на првето, ама важно од мајчиното млеко подруго не мисля дека не може да најдат. Па вела дека најблиско до мајчиното млеко е магарешкото. Да, така. Според својствата што ги има. Да. Освен млеко, вела дека може да се прави и сирење. Размислуваш нешто во тој правец? Па правиме една-две тури сирење, например, ама треба технолог голем, например, ние го мешаваме 40% козјо, 60% магарешко и треба си да си имаш просторија убава за овоа и плюс те ми се исплати на мене. Од 25 литра млеко испада едно кило сирење и за пласман Така. исто ти е, треба да го сирењето иде од 1000 до 1200 евра едно кило сирење. А И тоа е затоа- прилично скапо. Па скапо, добро скапо е, например, те у Србија ден има таму, он го производи, ама таму се он има елитни ресторанти, одат света од сите страни од теклото и за него не представува 100 грама сирење, 100 евра, земи си го да го проба. Добро, доаѓаат странци, например, знаат, слушнале за вас ове? Доаѓа како доаѓа, сега, например, у август, у јули месец кога се доаѓа, овие што се нашите иселени постојано доаѓа. И тогава баш имаме највише потрошувачки. А вака странци, што не се македонци, Па странци што не се македонци, така бугари имам некои земено од Бугарија, свет имам на 2-30 литра. И некој ако на пример види таблото, на пример, може да кршне да види така само да од се они Од многу љубопитност. љубопитност, го сака да видат се. Така. Тоа е проблем. се за млекото бараш начини како да го продаваш. Она што не можеш свежо во моментот да го продадеш, го замрзнуваш. Да, така. И колку време може да стои тоа замрзнато? Па на Facebook го пише дека може да стои 2 години на пример, ама и едино млеко што се замрзнува само магарешкото млеко на пример. Другите млека не може да се замрзнува, ама они ги замрзнува и другите млека, не. У статистиката, у таквото само магарешкото млеко може да се замрзнува. И во секој случај некаде 80-90% ги задржува карактеристиките. Па да. А со храна како се снаоѓаш? Со храна имам си и моја земја, имам посадено на 40-50 декара детелина, имам си ливади,
Јас сум одговорен за храната, ја коса, ја балирам, собираме го, после за прекарување најда си 4-5 души колку требат. Така. Имаш и механизација, гледам А нешто. механизација се е механизована, нема драчно ништо немаме веќе. Добро, нешто државата ти помогнала? Нема од државата ништо, државата првиот пат кога дојде дека малку беа заинтересирани млекото вака, млекото онака, овоа треба да иде и плюс магарињата не се регистрирани у регистрот на државата и не постојат у Македонија магариња. Субвенции нема за нив, ништо нема помош од државата, значи нема ни една држава да нема за магарето субвенции. У сите држави, само наша Македонија нема помош за магарињата. За жал. Па сега тоа е тоа. Тако нешто контактираме со тоа, со оне ќе биде и беше 6 години. Има не сум јас само со оваа фарма, има и други свет, има у Велес фарма, има у Гевгелија фарма човеко, има у Прилеп исто вака фарми, ама они дека се малку магариња, нека дадат некоја бројка на магариња, на пример од 10 надоле, нема субвенција, ама од 10 нагоре, 15, 20 ќе е помош за мене. Добро, Кире, може ова да биде исплатлив бизнис? Па може да биде исплатлив бизнис, ама баш ние ту во нашиот крај сме некако посиромашен крај. И многу се одселија луѓе. Многу се одселија и луѓето, на пример, скапо име млекото, а лекарства нинча скапи, он дава по 10.000 секој месец за лекарство. Па ако и докторите тука, они него кажуваат особините на магаричното млеко, они се рекламираат нивните лекарства. Значи млекото е многу поздраво од лекарствата него И природно. и има ефект. Се е природно, тука е 100% природно се. И плюс тоа млеко го давам за луѓе да се лекуваат, за деца, за болни, ја ако го размислам со вода или со некој друго млеко, кој ефект? Мора да си чесен и да ти се верува. Како не мога да замислам да ми доа на памет да го смешам со нешто. И затоа не чувам друго. Сакам да си чувам и една козичка, например, нешто за јаренца, за млеко, за тоа нама. Ако имаш коза, ќе речат мешаш го со коза, готово завршена работа. И затоа не чувам друга стока ништо. Само кучињето и магарињата. Сега сум земал една мала оштребенци кобилка, имам многу мерак на кобилка и сакам да си го имам, да си го чувам и него. А нешто живина? Па живина немам баш за сега, ама моментално спремаме им простор да земеме едно 10 на 15 кокошчиња, нешто вака за јајца, за Ќе си имаш домашни јајца. Па многу јасно. Па ќе видам некој чатка и мисирка и гуски, патка, тоа имам простор околу мене, има доволно и не смета на никој. Паметно. Овде просторов е празен, имаш огромни пространства. Просторот е празен и горе доле просторот ми купен сесии мој, немам на концесија ништо државно имавина сесии моја. Јас за овие од 2000 година до 2019 секоја година купував по 5, 10, 15, 20 декара. У моје синор шо е имањето, јас си го купех и си направих големи терени. Имам си имање по 100 декара на комплет се. Така. Браво, Кире. А кажи ми, потеклото ти одваму? Потеклото ми е од тука сум роден. Ово беше на времето училиште, до 4-то одделение сум бил на школа во училиште. Овде си учил до 4. Браво. Се врати на корените. Многу јасно. Добро, ајде вака сега, после 7 години. Да. Со се ова што ти се случува овде, Да. среќен си што се врати или има доза на кајање? На мен ми е душата пъна кога си доаѓа кај стоката, да се види стоката и немам намера да се враќам у Швајцарија. Јас имам швајцарски пашпорт. Мога да идам у Швајцарија секој пат. Жена ми е таму, децата се таму. Ама и они има намера да се вратат на тука за Македонија. За сето ова ти треба и некој што ќе ти помага. Гледам овде имаш еден работник. Имам работник, човеко си тука и спие, тука си е се си со магарињата. За магарињата значи број 1 човеко, он си ги се оправя, он си ги рани, он си ги мозе, он си ги се си он. Јас сум да им набавам храна и да најда продажба за млекото. Десна рака на Киро му е Атанаско, кој што е целосно посветен на работата на фармата. Та се. Значи, Кире пред малку кога разговаравме, те испофали, вели без тасе фармава нема да ја биде. Не. Што не? Секој мора да работи како прво и прво. Добро. Кои се твоите задачите се овде? Па, кој? Да им ставиш, да ги искараш, заран станеш, им ставиш не треба ги онаде, па после треба да ги мазеш околу 11,5 сата. Па после па треба да им ставиш и вечерно време 5,5 сата туа некаде. Нема врска.
5,5-6 сата треба па да ги измазаш и па да им ставиш. Та се, са бајле, например, кога стануваш најрано? Јас имам навика, кога 5,5 сата обавезно стана. И стана, свара си кафе Аха. и понатам и си пиелеш малку. И ракичка. Да. Тоа за дезинфекција. Да. И после, кога се унаде, 6,5 сату, Аха. извадиш им крмата, да им ставиш на тия што ги маза, на тия им става крмата, на тия долните што са. И на неки им однесам сено и им однесам да јадат и после толку веќе. Вака сега. Кога молзат крави, со палецот вака го виткаат некако, која е техниката на молзење на магарицата? Ти така ги мазем те. Така? Значи, Така сам, поинаку. да. Не може магаре да го мазеш со како крава што мазе. Така, значи треба посебна Да, техника. после. И добро, по колку намолзуваш од една? Па има разлика, знаеш, од една може да намазеш и 500 и 800 грама сам мазал од едни, а од друга може да намазеш и 250 грам. Така. Да. Али најмалку може да намазеш 250 грама, обавезно ќе намазеш. А- Од една. Така, а добро да се, например, имаш забележано во кои периоди најмногу дава млеко? Па првиот пат кога почнеш да мазеш. Првиот. Да. Значи, откако ќе го тргнете Кога првето, се тргне прлето, тога има повеќе млеко. И она постепено и почнува да престанува. а во периоди од годинава, например, ако направиш разлика меѓу лето и зима, кога повеќе? Или нема некоја сериозна? Зависи и од това. Ако и ставаш ние го тоа викаме јонџи, знаеш, детелина. Така. Ако им се ставаш детелина, повеќе млеко ќе има. Ако нема детелина, помалку млеко ќе има. Има некоја што цица и од друга мајка? Има. Да? Има. Значи и од две мајки си Да, цица? од две мајки си цица. Еве го едно малецко сега дојде. Това е там вонка его, там што е далекото там. Така. Те оно од две мајки цица и го забележих вечерно време кога пред дија да ги беш го земал да ги маза, знаеш, и празинам внетре, оназа, кога гледам од две истицало. И му кажах и на тире, викам. Викам, викам Сречко, викам краде, викам. Сречко го вика? Да. Други имиња некои вака интересни? Па има и Саманта, има и... А таа мора да е Сречко, Саманта. да. Има и Касандра, има. Охо! Значи се филмски Да, звезди. Да. Има и Пепи, има и Лиса, има се. Така. Ете како таа... Преска нешто слушнав и Сирма некоја има. Да, ја. Таа мора да е пркосна Сирма Војвода. Да. Добро вака сега. За магарињата велат дека имаат магарешкина. И за некои луѓе велат дека има тој инает како магаре. Треба ли ти тасе да си малку поголем инает од магарињава за да може се да биде под контрола? Што се замисли сега? Треба или? Па зависи кога какво, знаеш. Си треба и Мора. малку? Инаат мора да имаш инаат, знаеш. Ти му викаш са... Како да ви кажа, ти му викаш дека оно гледаш дека не е така, па има и да викнеш и посилно и Так. и да онадеш, али јас знаеш шо, не искам со да го ударам, знаеш. Ама тоа памти. Не, да. Не искам да ги ударам, знаеш. Оти ти ако го удариш, ако го онадеш, оно после Ќе врати. Може да биде агресивно. Да, ќе те онаде, или ќе те ритни, или ќе те... И така. И мора да се прилагодиш спрема него. Точно е. Да. Така, ето. Мора да се прилагодиш спрема него. Оно какво е, ти мора спрема него да се онаде. Са изнервира те, викаш. Добро. Да. Тоа е дел од секој невието. Да. А и ние Да. Мора да... дело не можеме секогаш исто да бидеме расположени.
доаѓаат деца овде некојаш, еве имало се случило екскурзија да има некојаш да дојде да ме посети или нема таква нешто? А не, дојдат со мајка и со татко, дали ќе биде машко или женско, гледаа ги, онадат ги тоа и Па следат. еве да апелираме и до училиштата, до директорите на училиштата, Да, може. децава барем овие помалецките да ги носат, Да, може това. да видат како изгледат магариња, дури имат дечиња што не знаат како изгледа пролето. Да, има. Не знаат како се вика Како се малецкото вика, да. од магарицата. Добро. Тоа е убаво да се направи. Така. Да се апелира, да се унаде, да види дека отие веќе маленките деца не знаат ни што е фрле, ни што е јагне, ни што е овца. Така е, Да. дури јаре и јагне не ги Е, така разликуваат. и јаре и јагне не ги разликуваат. Да, тоа е така. Тоа е убаво да се апелира, да се унаде, да видат дека оно многу се слабо чува стока у Македонија. Тоа е јасно, тоа веќе се стана таква. Стана се у штали, у таква веќе. А ово е тешко да пуштено на слобода. Да, тука е пуштено. Летно време го пуштиш, има голем градеш, пасе цел ден унаде. Ама не слободен, това не унаде това. Слободен си, магарињата се слободни, си пасат, си ги гледаш. Уживаш ли да се во работава? Да. Не ми е тешко на мене ништо. Па такви Јас- требаат на Македонија, Да. се што ја сакаат ова. Не ми е тешко, ја оти зар са бај лето ќе стана ќе она да ме јаците, ја зар са бајле станеш си, напиеш се кафе и денеш навонка, Со задоволство со сега. задоволство, онадеш си, дојде 6 сато, 6 и пол сато, земеш, ставиш им на тие, што ги маза крма, она да... И после се поред си иде, знаеш. Така е. Да. Така. Се поред си. Овие луѓе заслужуваат поддршка од државата и респект од нас, бидејќи произведуваат здраво еколошко млеко, со чија што конзумација позитивно влијаат на нашето здравје. Кај си ти, малецка? Леле. Магарињата се благородни животни и се едни од првите кои што човекот ги припитомил и ги користил за своји потреби. А за магарешкото млеко се вели дека е едно од најздравите и е најблиску до мајчиното млеко. Значи, магарешкото млеко може истовремено да биде и храна и лек. Ја напуштаме фармата на Киро Гоцевски, тука во Нов Истевник, со надеж дека и други во меѓувреме наши иселеници во еден момент ќе донесат одлука да си се вратат во татковината. Ете, со оваа желба ја завршуваме денешната емисија на Класија. Останете ми во добро здравје и уште подобро расположение. Пријатно.